Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Драгица Стамбулиска, професор по математика во Средно општинско училиште Јане Сандански од Струмица. Наставната содржина која ќе ја обработиме во оваа видеолекција е збир на првите N членови на аритметичка прогресија. Целите на денешната наставна единица се да знаете, драги ученици, да ги скажете својствата на членовите на аритметичка прогресија. Понатаму, скратено ќе пишуваме АП. Да ја запишете и користите формулата за збир на првите N членови на аритметичка прогресија и да знаете да ја примените аритметичка прогресија во задачи. Да се потсетиме. Аритметичка средина на реални броеви А и Б е бројот А плюс Б врз 2. Аритметичка средина на броевите А1, А2, А3 до АН е бројот А еднакво на збир од сите броеви поделено со број на елементи. Ако ги разгледуваме само првите N членови од дадена аритметичка прогресија АН, тогаш за А1, А2, А3 до АН ќе велиме дека е конечна аритметичка прогресија. Значи има конечен број членови и таа е конечна аритметичка прогресија. Прва задача. Дадена е аритметичка прогресија. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 98, 99 до 100. Гледаме дека ова е конечна аритметичка прогресија. И сега вака ги разгледуваме членовите. 2 и 99, 3 и 98, 4 и 97, 50 и 51. Овие членови се еднакво оддалечени од крајните членови 1 и 100. Но и нивниот збир е еднаков на збирот од крајните членови. Значи 2 плюс 99 еднакво на 101. 3 плюс 98 е еднакво на 4 плюс 97 е еднакво на 1 плюс 100. Од овој пример следува следната теорема. Ако аритметичка прогресија има конечен број членови, тогаш збирот на кој било два члена кои се еднакво оддалечени од крајните членови е еднаков со збирот на крајните членови на низата. Односно, АК плюс АН минус К минус 1 е еднакво на А1 плюс АН. А1 и АН се крајни членови, како што знаеме. За К поголемо или еднакво од 2 и помало или еднакво од N. Аритметичка прогресија 1, 2, 3, 4, 51, 52 до 101 содржи непарен број членови. Го разгледуваме збирот од членовите. 2 плюс 100, 2 плюс 100, 3 плюс 99, 3 плюс 99, 4 плюс 98. Нивен збир е еднаков на 101 плюс 1 од претходна теорема. Сега, членот 51 е среден член и е еднакво оддалечен од крајните членови на прогресијата, од 1 и 101. Па 51 е еднакво на 1 плюс 101 врз 2. Од тука следува дека среден член, 51 е среден член, на една аритметичка прогресија со непарен број членови е еднаква на аритметичка средина од нејзините крајни членови. Односно, А среден член е еднакво на аритметичка средина од нејзините крајни членови, односно А1 плюс АН поделено со 2. Втора задача. Дадена е аритметичката прогресија 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2N и така натаму. Гледам дека ова е низа од парни броеви 2N. Значи вака,
Вториот член 4 е еднакво на 2 плюс 6 делено со 2. Значи 8 делено со 2 е 4. Потоа 6 е еднакво на 4 плюс 8, 12 делено со 2. 8 е еднакво на 6 плюс 10, 16 делено со 2. И така натаму. Значи следува следната теорема. Секој член на аритметичка прогресија, освен првиот, е аритметичка средина од својот претходник и од својот следбеник. Како што кажам. Значи, еве, 4. Претходник е 2, следбеник е 6. 2 плюс 6 е 8, делено со 4 е 8 делено со 2 е 4. Наредна задача. Дадена ни аритметичка прогресија, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму, значи бесконечна аритметичка прогресија. И сега ги разгледуваме броевите. Еве избираме еден број од низата, например 6. Па имаме 5 плюс 7 е 12, делено со 2 е 6. 4 плюс 8, 12, делено со 2 е 6. 3 плюс 9 е 12, делено со 2 е еднакво на 6 и така натаму. Значи, секој внатрешен член на аритметичка прогресија е аритметичка средина на секој пар членови од низата, што се еднакви оддалечени од него. Еве, 6 кажавме, 5 плюс 7 еднакво се оддалечени, 4 и 8 и така натаму. Четврта задача. Дадена е ова конечна аритметичка прогресија со 5 члена. 5, 7, 9, 11 и 13. 9 ни е среден член. Па 9 еднакво на 5 плюс 7 плюс 11 плюс 13 делено со 4. Ако не е дадена друга аритметичка прогресија, минус 1 половина, 1 половина, 3 половини, 5 половини, 7 половини, 9 половини и 11 половини. 5 половини ни е среден член, па среден член е еднаков на 1/6 од збир на другите членови. А бидејќи имаме 6 члена, значи делиме со 6. Па од овој пример следува следната теорема. Средниот член на конечна аритметичка прогресија со непарен број членови, А1, А2, А3, така натаму АН, АН плюс 1, АН плюс 2 и така натаму до А, 2N плюс 1, е еднаков на аритметичка средина од останатите членови во низата. Односно, АН плюс 1, еве средишен член, е еднакво на збир од сите други членови поделено со 2N. И сега да видиме на што е еднаков збир на првите N членови на една аритметичка прогресија. Формула со која ќе го пресметуваме збирот на првите N членови на аритметичка прогресија е следната. Sn еднакво на N половини, A1 плюс AN. Или Sn еднакво на N половини, 2A1 плюс N минус 1 по D. Знаеме дека D е разлика во аритметичка прогресија. Со Sn обележуваме збирот на првите N членови. Еве да видиме со пример. Пета задача. Одреди го збирот на првите 10 члена на аритметичка прогресија. 1, 5, 9 и така натаму. Значи, дадена не е аритметичка прогресија, ние треба да со помош на една од двете формули да пресметаме колку е збир на првите 10 членови. Првиот член е 1. Еве, А1 еднакво на 1. Гледаме дека разлика D е еднаква на 5 минус 1 е 4. 9 минус 5 е 4. Значи, D ни е 4. А ни треба збир на првите 10 члена. Значи, N еднакво на 10. Па заменуваме во формула. S10 е еднакво на ова. N половини. Значи, N е 10 врз 2 по 2 пати по A1 плюс 10 минус 7 по 4. И ќе добиеме дека збир на први 10 членови е 190.
Да видиме зошто ја користевме оваа формула, а не ова тука. Одговор е затоа што во ова формула ни се потребни првиот и последниот член, односно крајните членови. А во самата прогресија гледаме дека немаме краен член. Значи, прогресијата е бесконечна. Значи, ова може да користиме ако имаме конечна аритметичка прогресија. Наредна задача. Во една аритметичка прогресија со непарен број членови, средниот член е 11, а збирот на сите членови е 77. Одреди го бројот на членовите. А среден член е 11. Збирот на сите членови е 77. Одреди го бројот на членови. Ни треба n. Да видиме колку е n. Па од претходни својства, а средно е еднакво на a1 плюс an врз 2. Sn е n по a1 плюс an врз 2. Ова тука се еднакво на а средно по n. Ако замениме, а средно е 11, a1 плюс an врз 2, значи ова тука само заменуваме, а тука Sn е 77, еднакво на n по а средно 11, ќе добиеме веднаш дека n еднакво на 7, односно прогресијата има 7 члена. Наредна задача се состои од тоа што треба да определиме прогресија во која што збир на првите 20 члена е 150, а седмиот член е 3. И запишуваме S20, значи збир на првите 20 члена е еднакво на 150, тука ќе замениме, а тука пишуваме формула 20 члена, 20 врз 2 е 10, 2a1 плюс n минус 1 по d, ова е 10 по 2a1 плюс 19 по d, тука веднаш ќе замениме S20 е 150, 10 по 2a1 е 20a1, 10 по 19 е 190d, а второто, значи седмиот член е 3, а 7 е еднакво на a1 плюс 6d по формула заопштен, а 7 е 3 еднакво на a1 плюс 6d. Значи, ако ги решаваме овие равенки како систем равенки, ќе добиеме дека a1 еднакво на 3 минус 6d, односно d еднакво на 9 седмини, а a1 еднакво на минус 33 седмини. Па аритметичката прогресија е следната. Значи, прв член е минус 33 врз 7, па потоа секој нареден член се добива ако на неј го додадеме d. Минус 33 врз 7 плюс 9 седмини е минус 24 седмини. Плюс 9 седмини е минус 15 седмини и така натаму. Се добива аритметичката прогресија. Во наредна задача треба да определиме прогресија во која што збир на првите 10 члена на таа прогресија е 0, а збирот на наредните 8 члена е минус 32. И запишуваме. Збир на први 10 члена е 0, а збир на наредните 8 члена, значи S18 минус S10 е минус 32. Па од овој систем равенки, ако и само ако, това S10 е еднакво на 0, ова е 0, па S18 е еднакво на минус 32. Ако ги решиме, односно ги замениме со формули, S10, значи 10 врз 2 тоа е 5, по 2a1 плюс n минус 1 по d, 9d еднакво на 0. Ова тука е 9, 2a1 плюс 17d еднакво на минус 32. И ако ги решиме, ќе добиеме дека a1 еднакво на 2, а d разлика на ова прогресија е минус 4 деветини. Па, прв член е него 2 и секој нареден член се добива ако на претходниот го додадеме минус 4 деветини. Значи 2 плюс 4, минус 4 деветини е 14 деветини, 10 деветини, 2 третини, 2 деветини и така натаму.
И еве ги задачите кои треба да ги решите вие.